Македонија, земја на богатство од нации, култури, религија и историја. Место за заедничка иднина со популација која знае да го негува своето, но и да го почитува соседското, другото. Мултикултурализмот во централниот дел од Балканот е традиција, придобивка останата од минатото и предност врз која треба да се гради паневропската идеја за заедничка иднина на континентот, на целиот свет. Овде најревносно се утврдува дека стереотипи се размислувањата за ненадминливи разлики создадени од потеклото. Тоа најдобро го знаат најмладите, а најлесно го демонстрираат спортистите. Таа македонска заедница, тој планетарен символ за своевидна симбиоза меѓу жителите, има претседател кој е целосно посветен на натамошно и континуирано релативизирање на односите меѓу заедниците и зацврстување на постоечките врски. Заедништвото кон кое стремиме предпоставува да се биде близу, на терен, постојано да се биде активен дел од потфатите кои како целна група ги имаат оние што допрва осознаваат за себе, за своите, но и околината. Како ви се допаѓа сега во Прилеп? Ќе играме фудбал? Ќе се дружите со другарчината? Господинот Ѓорѓи Иванов со група ентузијасти пролета во 2012-тата профилираше идеја, а потоа несебично и учествуваше во реализација на проектот Спортот како фактор за толеранција, заедништво и почитување. Возраста, хетерогеноста и афинитетите на децата бараат темелни подготовки. Во невладината Глобал се подготвени и знаат дека е време. Карванот тргнува. Секој настане мал детски филм со најпосакувана содржина. Нови пријатели, дружба, фудбал, екскурзија. Спортот обединува, урива бариери и создава врски, цврсти, нераскинливи, втемелени на заеднички интерес за мир и спорт. Тоа се виде уште на првиот собир во Прилеп. Желно исчекувана воведна средба, запознавање на децата од мешани средини со македонци, албанци, турци, роми, срби. Срамежливи погледи и гордост кај секого поединечно што е дел од привилегираната група која преку спорт ќе шири добри вибрации. Време е за игра, за тренинг. Амбиентот прекрасен, чувството на колоритен мини спортски камп неодминливо. Специализирани тренери и педагози работат на терен. Добронамерниците уживаат. Ајде, спортисти. Да живееме заедно и тоа да го промовираме и да го чуваме. Младите да стекнат чувство за надпревар, да се надпреваруваат, меѓутоа по добрина и по успех. Не е важно кој победува. Печаток е дека тоа се сите среќници што се дел од кампањата, сите кај кои покренатите емоции водат до надминување на разликите. 500 деца пристигнати од сите краишта на Македонија во сиот налет на страст за игра, за фудбал. Заморот стасува, тренингот завршува, но шансата да се посети прилепската знаменитост, могилата на непобедените, не се пропушта. И поздрав, до нова средба! Недолго потоа, следна дестинација Шуто Оризари, единствената ромска општина во Европа. Идните фудбалери и фудбалерки, толку типично за оваа нација, ги дочекува вистински фестивал. Колоната се раздолжува со локалните приврзаници на акцијата. Сите сакаат да бидат дел од трендот. Жителите празнуваат кога кај нив има гости.
мали, но вредни и плюс почесниот, господинот Ѓорѓи Иванов. И потоа организиран, контролиран детски хаос и вистински хепенинг. Председателот е свесен за силата на движењето што самиот го покрена. Си ги запознавте ли другарчињата од другите општини? И? Само одлични ученици сакаме тука? Со петки? Важи? Ајде. Да се организираме, сите деца да дојдат тука, да се дружиме, да се спријателуваме, па и нови другари да стекнеме. Јас желим да идам свуда у овој држави и многу ми е лепо овде. Дружим се со свим другарима од овој државе, целе Македонија и многу их волим. Po mu shumë pëlqen të jem shok me këto fëmijë dhe është shumë mirë. S'ka asgjë, asnjë diferencë, se gjithë jemi të njëjtë. Ова е добар начин децата да се обединат, да се запознаат, да се дружат. Супер, одлично. Манге бути мило сарине со кедин гемамен, хем со сем домакиња, хем со каспортина сарине заедно. По желба на учесниците во силен забрзан ритам, патување во подалечната рурална општина Врапчишта. Вистинска слика и одлика на ridesta Македонија. И тука мешано население со веќе стекнат баланс на живење. Во подножјето на највисокиот масив Шарпланина, спортот и фудбалот се повеќе од обична занимација. Додека новите мали пријатели се на прошетка и на пат до игралиштето, се водат фудбалски разговори. Некој е за Вардар, друг за Шкендија, трети го сакаат Фенербахче, четврти Милан. Има и за Реал, Барса, Ливерпул. Добар ден на сите! Амбицијата на председателот Иванов да ги види, да им се посвети на сите, не е можност само за спортски определените, туку и за фолклорната група која предизвикува делириум со концертот и сплетот локални игри. Повторно терен, бетон, овде нема трева, но кому му е тоа важно?
Битно е да се одигра партија, две, колку ќе дозволат тренерите и времето, зашто никој не напушта, никој не го отстапува местото. Таков е спортот, навлекува. Гледате, има различни места во Македонија, не е само кај што живеете. Доаѓа сега пролет, зелено, трева има и надвор сега, доста беше по дома. Tıpkı diğer arkadaşlarımızla beraber nasıl iyi geçindiysek onların bölgelerinde, umarım bizim bölgede de iyi geçiniriz ve tüm arkadaşlarımız bizim bölgemizdeki futbol oyununu severler. Без пауза активностите течат. Задолжените за организација се ранобудни и во полна концентрација. Децата пристигнуваат во главниот град. Мегалополисот одушевува, спомениците со грандиозноста ги заслепуваат оние кои за прв пат се во Скопје. Јавноста и новинарите се повеќе посветуваат важност на акцијата која локално е оценета како вистински модел за создавање на здрави, спортски настроени и толерантни поколенија. Фокус на малите спортисти покрај фудбалот е насочен и кон нивниот нов голем другар. Ова другарување, спортување и дружење го користиме и за учење, и да се запознаат меѓу себе и да осознаат Македонија како земја на различитости која од секој пат обстојува почитувајќи ги тие различитости. Се повеќе јавни ликови од сите сцени, сите сакаат да станат дел од нешто што е крајно позитивно. Понатака спремноста и енергијата ќе ја трошиме во овој правец што води кон зближување, кон почитување и толеранција на сите ентитети во Република Македонија. За дефилето на важните гости вреди на неколку минути и фреквентното Скопје да подзастане да ги поздрави. Пред фудбал во светилиште, најголемото христијанско со задоволство ги прима, не прави разлика на посетителите што дошле. Тие пак соодветно на годините сакаат се да знаат. Соборниот храм со одлука на Светиот архиерейски синод започнато да се гради 1967 година, а осветлувањето на храмот е на 12 август 1990 година. Храмот е висок 33 метри, широк 33 метри и водолжина 33 метри, според годините на Господа Исуса Христа. Потоа брзо на терен, и тоа кај еден друг храм, фудбалски. Ова е вистинското. Супер услови, трева и чувство дека си на помошното на чекорот на јубавата македонска фудбалска арена, блескавата Филип II.
Сонцето пржи, тренерската екипа не форсира зашто денот сепак беше исполнет, но убав, за многумина незаборавен. Тој беше најбрз. Се гледаме се утето. Ајде. Чао. Следна станица Тетово. Паркот е собиралиште на сега веќе старите добри другари. Да се биде тука, а да не се посети надалеку прочуената шарена џамија, би било вистинска штета.